Првата вечер од тродневната манифестација Денови на Кочанскиот Орис, градоначалникот Николчо Илиев организираше прием за делегација од општини избратимени со Кочани, со кои се негова долгогодишна соработка и пријателство. Во ресторанот Амор взаемни поздравни пораки си упатија домакинот. Ми дозволите на почетокот да ги поздравам нашите драги гости од Унгарија, Словенија, Хрватска и Бугарија. Ви благодарам што ја прифативте поканата и да го збогатите нашето чествување, нашата прослава по повод манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис. Навистина, ова е голема чест и задоволство што ќе имаме прилика овие неколку денови да се дружиме заедно и да разговараме и за Оризот и за се она што не поврзува сите нас заеднички. Гостите од општините Сиген, Сент Миклош од Унгарија. За многогодишен заеднички проект. Много одобно беше да се за објект во врска со спорт. Но сега основата на проектот е музиката. Имаме многу работи и проекти со деца со кои можеме да правиме проекти со децата тука за целица. Градоначалникот на Крижевци, Хрватска. Naše iskustva, znanja, sve ono što zajedno možemo učiti, mislimo da je svakako dobrodošlo za našu državu, za vašu državu, za vaše sredine, a uostalom za cijelu regiju. Mislimo da možemo kvalitetno surađivati. Prvi put smo ovdje, barem ja osobno, siguran sam da ćemo se vraćati još iz drugih godina. Hvala vam na prekrasnom gostoprimstvu i ugodna večer svima. Заменик градоначалникот на Казанлак, Бугарија. Община Кочани гости, за мен удоволствие да бъда част от вашия празник. Аз лично за втори път идвам в Кочани, градът ми харесва и съм сигурен, че заедно с общината можем да направим бъдещи проекти. И заменик градоначалникот на Крајн, Словенија. Добре вечер и у име града Кранја, градоначалник, драги гости. Meni je vrlo drago što ste opet pozvali kao svake godine, ja rado dolazim, ja se nadam da ću još doći. При тоа беа разменети скромни подароци, обележија на општините, пошто следуваше музичко-забавна вечер во рамките на која домакините и гостите имаа неформални разговори за повеќе теми од обостран интерес.